Благодарна сум на денешната средба за што не примиграно началникот на денешниот ден на ретките болести. Иако во моментов се соочуваме на национално ниво со една убава вест дека сме избришани од регистарот за ретки болести во Македонија, во Европа ние постоиме во регистарот за ретки болести. Ние сме исто така, лицата со цистична фиброза сме работоспособни, можеме да допринесеме за општеството, за градот и еден начин да направиме едукација на помладите генерации, да ги научиме дека да се има ретка болест не е ништо срамно и страшно, дека може да се живее нормален живот ако бидат прифатени од заедницата како што треба. Цистична фиброза е генетско заболување кое настанува со добивање на гени од двајцата родители. Најчесто јавува проблеми во белодробието, но е мултисистемска болест, ги опфаќа и другите внатрешни органи. Постои секојдневна терапија за лицата со цистична фиброза. Покрај секојдневната терапија и венски редовни терапии минимум 2 пати годишно и премногу лекарства. Сите лекарства се на позитивната листа? Не се сите лекарства, дел воопшто и ги нема во Македонија. Како не само лекарства, туку и суплементи, витамини, бидејќи настие ни се еден вид на лекарства. Како се најдат? Па кој како може. Тешко, ама така, секој со среќата за сега. Скапа терапија? Да, прилично скапа терапија. Ние сме целосно работоспособни, иако имаме потреба од боледување во текот на годината и при влошување на состојбата и при редовна терапија. Дали се очувате со тоа да не бидете примени на работа поради тоа што е... Па во приватни компании сигурно да, тоа е голем проблем. Бидејќи никој не толерира толкаво отсуство од работодавачите. Јас сум моментално студент на додипломски студии на Институтот за етнологија и антропологија. Во тек сум на изработка на мојата дипломска работа и се надевам дека за скоро, кога ќе завршам, ќе најдам и соодветно вработување за да можам да помогнам во фамилијата за трошоците кои ги имам. На национално ниво да се одобрат средства за овие поскапиви лекарства. Да не ги набавуваме сами од Грција, од Бугарија. Тоа се уствари лекарства за симптоматско лекување, а за правото лекување, оние што се на генетска база, се уште не се дојдени кај нас, ама тоа треба на високо далеку од Министерството за здравство во Скопје тоа да се воведе. Денес е светскиот ден на ретките болести и ние како граѓани треба да го кренеме гласот за подобрување на здравствената заштита не само на сите граѓани кои што му следува редовно, туку и на оние лица со посебни потреби и оние лица со ретки болести, затоа што тоа го заслужуваат. Го заслужуваат да бидат вклопени во системот. Општеството треба да му ги овозможи сите можни начини за да и социјалниот и финансискиот дел за да тие се вклопат во комплетно социјално општествено живење во нашата држава. Денес во мојот кабинет се представници на Сдруженијето од ретките болести за цистична фиброза, која што се повеќе привлекува внимание затоа што освен терапевскиот дел што треба да им се помогне на тие лица, и социјалниот дел е многу битен и многу важен. Јас како градоначалник и пред се, пошто сум доктор, ќе направам се што е во моја надлежност да им помогнам на овие лица и на семејствата со цистична фиброза и со сите ретки болести во нашиот град. Кажа Ивана дека се избришани од регистарот на ретки болести. Тие не се избришани од регистарот, избришани се од буџетот за финансирање на оваа болест, цистична фиброза. И тоа повод повеќе да ние на локално ниво и сите останати на локално ниво треба да се грижиме за финансискиот дел на овие заболени со, како овој случај со цистична фиброза. Значи, сакам да кажам дека
не се избришани тие од регистарот, од буџетирање, од финансирање од централно ниво се избришани од тој дел и затоа ќе направиме напори на локално ниво што повеќе финансиски да им помогнеме на овие лица. Но децата со цистична фиброза од 6 годишна возраст, разбрав дека едниот родител е самовработен и ја користам оваа прилика да кажам дека мајката на ова дете ќе биде згрижена во смисла вработена во една од државните институции. Ево, јавно кажувам, во наредниот период тоа ќе го направиме во интерес на фамилијата, во интерес на семејството, во интерес на заборавеното дете.